За високи 3550 евра досега е задолжен секој граѓанин во Македонија, па дури и неродените бебиња поради алармантните прогнози за јавниот долг. Земјава до март годинава должи 7,1 милијарда евра, што е 62,5% од бруто домашниот производ. Колку за споредба во 2019-та секој човек бил задолжен за 2750 евра, што по 15 месеци задолжувањето се зголемило за дури 800 евра, пари што власта ги троши недомаќински. Дека тоа е така потврдуваат и бројките од Министерството за финансии, каде јасно е наведено дека со новите проекции планот е долгот да расте. Со стратегијата за унапредување со јавниот долг е предвидено до 2025-та тој да се задржи над психолошката граница од 60% од БДП. Тоа за бизнисмените е погубно за една држава каде сме задолжени до гуша, па згора на се задолжени се дури и неродените бебиња. Дали знаете нашите деца дека многу не чинат и ги подготвуваме, ги образуваме тука ефтино од јасли до факултет и потоа ги даваме на некој си друг пазар на труд. Тоа е уште поголема болка за тоа дете што е задолжено, ќе отиде негде на друго место, во друга држава, во друга земја, во друго општество да ја зголемува нивната капитално и општествено добро. Тоа е поголемата трагедија за нашето дете. За некаква стабилизација на долгот според Бошков, потребни се реални мерки меѓу кои намалување на непродуктивните трошења од буџетот, па после тоа ќе биде тешко да се задолжува земјава и понатаму нема да може да го издржи од плаќањето на кредитите. Постојано се вложува во непродуктивни трошоци и никако во капитални инвестиции. Секогаш реализацијата на крај доживува ребаланс на буџетот за некакви си други социјални трошоци или социјални трансфери и никако во инвестиции во капитални добра и така натаму. Така да, де факто овака само политичарите очигледно дека слабо се справуваат со долгот, со инвестицијата, со образованието, со здравјето, со културата и така натаму. Но за власта сето ова нема простор за загриженост. Вице-премиерот за економски прашања потврди дека проекциите се оти до 2025-та долго ќе се одржува на ова ниво. Инаку лани годината ја завршивме со задолженост од речиси 6,5 милијарди евра или 60,2% од БДП. До 2010 година долгот беше под 2 милијарди евра или 27,2% од БДП, а за последните 15 месеци тој е зголемен за дури 13% или во пари за 1,6 милијарди евра.